Reverb Nation, тоа е платформа која е создадена за музички артисти кои имаат за цел да се промовираат, бидејќи знаеме каков е музичкиот бизнис, еве да речеме во Македонија, многу е тешко да се избие со некоја квалитетна песна, бидејќи воопшто и не постои музички пазар. Па така конкурирав со една песна од мојот најнов албум, значи албумот е веќе готов. Би требало сите песни да излезат во продажба можеби наредниот месец. Меѓутоа првата композиција е веќе готова, веќе се наоѓа на платформата Reverb Nation и беше забележана од луѓето кои што се таму стручни за да ја оценат. Бев обавестен дека сум избран меѓу 50 артисти кои што ќе бидат на насловна страна за месец февруари. И бидејќи, како што кажа и самата, дека платформата има 5 милиона артисти, е глобална, од цел свет, представува голема можност за прво за реклама. Добрување во она што го работите после овој избор. Така, значи, мојата прва песна од албумот се вика Without Latino. Значи, албумот мора да потенцирам дека е на англиски јазик, правен е во еден карактеристичен стил. Го работев албумот, ајде, можеби 2-3 години, повеќе од 2 години. Беше многу напорно и тешко да се направи целиот албум, пред се финансиски, бидејќи знаеме каква е ситуацијата во нашата држава, малку е тешко да се остварат своите соништа. Меѓутоа, еве, после повеќе од 2 години успеав да ги склопам коцките, има 10 композиции на албумот, се на англиски јазик. Првата композиција, како што кажав, се вика Without Latino, планирам да ми биде сингл. Спотот ќе биде готов во многу скоро време, планирам оваа недела да излезе спотот, значи веќе е готов, само би требало да биде ставен на YouTube, на платформата YouTube и ќе кажат слушателите, гледачите, оние од Македонија дали го бендисуваат или дали не го бендисуваат и спотот и песната. Меѓутоа, прашањето ти беше што планирам со... Дали ќе значи чекор повеќе, значи една скала полесно да може... Се разбира, тоа представува еден вид медиум, светски медиум, каде што, како што споменав, има 5 милиони корисници, меѓутоа тие артисти што се таму корисници имаат можност преку таа платформа да бидат видени од многу други, што значи еден вид реклама, еден вид можност за понатамошно продолжување со музичката работа и пробивање на светскиот музички пазар. Така, вие не сте единствениот музичар од Македонија кој е член на оваа платформа, но сте единствен кој се наоѓа на насловна страна. Како се доаѓа до изборот за насловна страна на оваа музичка платформа? Значи, се вика Reverb Nation Crowdpicks. Crowdpicks во превод значи дека публиката бира. Мојата песна беше забележена и беше оценувана од 100, како сега да кажам, рандом корисници на оваа платформа, кои музички не се поврзани меѓу себе. Ја праве еден вид на ревју на мојата песна. Тоа траеше можеби 3 недели и повеќе. После 3 недели добив имейл во кој има коментар од секој од 100 луѓе што ја оценувале композицијата. Мал коментар во врска со мелодиската линија, во врска со вокалот, во врска со инструментите како свират, дали им се допаѓа песната, дали не, сите оние позитивни и негативни страни. И од сите 100 оние кои што ја оценуваа песната, добив оценка од 1 до 10. Дали се бендисува песната на скалата од 1 до 10, и кога се соберат сите тие 100 луѓе кои што ја оценуваат песната и кога просечна оцена така, доколку е над 7,5, тогаш веќе конкурираш за Reverb Nation Crowdpicks, значи да излезеш на насловна страна. Значи од оние 100 луѓе кои што те оценуваат, доколку и се допадне песната и на мнозинството, значи просекот е над 7,5, тогаш се избран. Јас ми се чини 8,1. Покрај вас, кои други од каде се има музичари кои овој месец се на насловна страна? Колку што можев да забележам, тоа се 50 артисти, а најмногу се од Соединетите Американски држави, потоа има од Австралија, од Панама има, ми се чини дека има од Германија, од Англија и така натаму. Меѓутоа сите се со англиско говорно подрачје, песни на англиско говорно подрачје.